Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Одржана првата меѓународна научна конференција Мултикултурно образование на Штуловиот универзитет во Тетово. Една деценија за чувување на културно-историското наследство на Гостиварскиот регион, Конзерваторскиот центар во Гостивар одбележа 10 годишен јубилеј. Ски центрите ќе може да работат според утврдени протоколи, одлука на владата. На Универзитетот на Југоисточна Европа се одржа првата меѓународна научна конференција со наслов Мултикултурно образование. Конференцијата е во организација на невладината Лоја и Факултетот за современи општествени науки. Мултикултурно образование, ова е насловот на првата меѓународна научна конференција која започна денеска на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во организација на невладината Лоја и Факултетот за современи општествени науки. Таа ќе трае се до 4 декември. Целта е ние заеднички да имаме една друга инстанца, едно друго ниво на контрола на стандардите кои ние сме ги воспоставиле во рамките на овој проект, на оваа активност. Више не може да се нарекува проект, пошто постојано прераснува во нешто што влегува во сите институции као нешто облигативно. Така да со оваа конференција ние сакаме да го споредиме, да добиваме мислење, фидбек, не само од теоретски смисол, туку и од практични смисол, луѓе кои се практиканти на ваквите идеи, луѓе кои имали искуство во нашиот турбулентен регион од турбулентни времења, па и до сега. Така да се надевам на една отворена дебата, отворен фидбек, за да ние може заеднички да ги разгледаме сите наши досегашни постигнувања и да гледаме како може да се подобри ова војднина. Ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, професор доктор Абдулменав Беџети, ја потенцираше важноста за дискусијата на ваквата тема. Па генерално, ако зборуваме на ниво на македонскиот образовен систем, поготово на високото образование, не би рекол дека постои друг универзитет каде што мултијазичноста, мултикултурноста се пресликува реално како што е општеството. Значи, ние генерално имаме едно мултиетничко општество, мултикултурно општество, но тоа не се пресликува во реалниот сектор, поготово не во високото образование. Конкретно, да бидам уште поконкретен, значи, еден студент албанец кој студира во Кирил и Методи не може да полага на албански јазик. Или еден студент македонец дали може да полага на македонски јазик кај другите универзитети, зборам претежно доминантно албански универзитет. Зборам за јавниот сектор на универзитети. Така да тоа не е едноставно, поготово не во општества каде што се фрагментирани, каде што има големи предрасуди и каде што не само менаџирањето, туку и водењето се на таква институција е многу тешко. Не мислам само од финансиски аспект, туку и од емоционален аспект, во општества како што е Балканот со фрагментирани и различити предрасуди, каде што имате од една страна фолклор патриоти, а од друга страна секој пат може да имате луѓе кои што сака да воведуваат голема толеранција, мултикултура, мултиетничност, мултијазичност, и тоа е со големи предизвици. Конференцијата ќе се одржува во мешан формат, онлайн и со физичко присуство. Конзерваторскиот центар во Гостивар одбележа 10 годишен јубилеј. Една деценија оваа установа ја води грижата за заштита и зачувување на културно-историското наследство на Гостиварскиот регион. Со доделување на благодарници и плакети, како и изложба на фотографии, Националната установа Конзерваторски центар Гостивар го одбележа јубилеот 10 години постоење.
Прославата во делот на обраќањата и доделувањата поради состојбата со ковид пандемијата се одржа на отворено пред објектот на центарот во присуство на вработените и представници на Министерството за култура. Присутните на почетокот со едноминутно молчење им одадоа почит на сите жртви од COVID-19. Конзерваторскиот центар една деценија ја води грижата за заштита и зачувување на културно-историското наследство на гостиварскиот регион. Ju drejtojmë sot të gjithë juve në shënimin e këtij përvjetorit të 10 jubilar të Мисијата што ни е доделена како установа е света, со оглед дека примарна цел ни е да го зачуваме културното и историското наследство. Зборуваме за објектите како Беговата куќа, Саат кулата, куќите на Чако и Канчески, старите џамии и цркви, старата селска архитектура, недопрените археолошки локалитети на многу локации во околината. За овие 10 години завршивме многу работа, реализиравме бројни проекти и сето тоа немаше да биде можно без посветената работа на вработените, моите колеги, кон кои изразувам благодарност. Пред присутните се обрати и заменик министерот за култура Седат Сулеймани. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot jam këtu në mes jush që të festojmë bashkarisht 10 vjetorin. Чест и задоволство ми е што сум денес со вас да ја одбележиме 10 годишнината од формирањето на Конзерваторскиот центар во Гостивар. Честитам за досегашната макотрпна работа во изнаоѓање на археолошките наоѓалишта, реставрација и санација на културните и верски објекти. Тоа бара многу работа и посветеност, и вие тоа сте го направиле безпрекорно. Многу е важно на идните генерации да им покажеме факти и делови од минатото. Ви посакувам успех и понатаму, а Министерството за култура секогаш ќе ги поддржува вашите проекти. На почетоците и првите проекти на Конзерваторскиот центар потсети еден од поранешните директори Аднан Фейзулаи. Тој нагласи дека предизвиците се исполнувале еден по еден, благодарение пред се на тимската работа во колективот, кој функционира како едно семејство. На досегашните директори на установата им беа доделени плакети, додека на медиумите и новинарите благодарници. За добрата соработка и поддршката благодарница доби и телевизија Кис Именада. Одбележувањето на јубилеот се заокружи со изложба на фотографии од сработените проекти на Конзерваторскиот центар. Општина Желино е првата рурална општина која воведе платформа со која граѓаните ќе можат побрзо и поефикасно да добијат извод од детален урбанистички план. Возможуваме на секторот на урбанизам на општина Желино и на граѓаните на побрз начин, поефикасен и потранспарентен начин да даваме информации, значи урбанистички планови и така натаму, што значи сите екстракт планови што се издадени до една недела или две, сега ќе се издават за една минута. Со ова ние ќе кориме напред во аспект на транспарентност и брз значи сервис кон граѓаните. Со ова ќе имаме и евиденција на сите бизнис сектори на општина Желино што гравитираат во територијата на општина Желино и со ова ние овозможуваме не само на општина Желино и на IT секторот и администрацијата, туку и на сите граѓани да добиваат информации што побрзо, поефикасно и потранспарентно. Демо верзијата на ГИС платформата што ќе овозможува граѓаните во секој момент да видат деталните урбанистички планови, па и извод од детален урбанистички план, ако порано, како што рече и градоначалникот, еден извод од детален урбанистички план се земало за една недела, сега ќе овозможува брз и ефикасно за пола сат, односно за една минута да се дава извод од детален урбанистички план. Да предвидува системот, пошто знаете, проектите се проект или барање за одобрение може да направи проектантска фирма, така да целата процедура може да оди преку фирмата и може да си уплати во системот и општината си ги добива и парите нормално од проектантската фирма директно. Освен ова ги има и другите модули што ги спомна, инвентаризација имаме, значи целата урбана опрема преку мобилна апликација со GPS
координати се регистрира каде се наоѓа одредена шахта, одредена клупа, разбирате, и ја знаеме состојбата како се менува со тек на времето, дали имаме додадени, дали има оштетени и слично. Во период од една недела во регионот на Гостивар потврдени се 393 нови случаи на коронавирусот. Вирусот не престанува да се шири меѓу населението. Со оглед дека рестриктивни мерки нема, превенцијата лежи единствено во почитување на постоечките мерки за заштита. Есенскиот бран на корона се покажа како сериозна закана по здравјето на граѓаните од Гостиварскиот регион. Ширењето на вирусот не стивнува, што го потврдуваат и статистиките на Институтот за јавно здравје. За една недела, во периодот од 23 до 29 ноември, регистрирани се 393 новозаразени. Бројот на активно болни се движи околу 900. Состојбата со ковид е надвор од контрола во целата држава, коментира градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Со оглед дека рестриктивни мерки нема, превенцијата лежи единствено во почитување на постоечките мерки за заштита и да се чека на вакцина, вели тој. Не во Гостивар, во цела Македонија ситуацијата е надвор од контрола. Знаете, веќе бројките се алармантни. За жал ви велам, повторно се враќаме на немање на стратегија, повторно немање на протокол за лекување. Навистина е загрижувачки, самиот факт што први сме во регионот по морталитет. Сега да бидеме што повнимателни, да внимаваме на тоа што го кажуваат компетентните институции, немаме друго, нема враќање назад. Ова е 8 месец од пандемијата, слушаме вакцините веќе се распределуваат по светот и ќе почнем, се чини од идната недела веќе и да се аплицира. Да се надеваме што побрзо да стигне и во Македонија за да заврши овој хорор филм со COVID-19. Според анализите на здравствените институции, најчести симптоми на пациентите со коронавирус се покачена температура, малаксаност и кашлање. Околу 20% од потврдените случаи поминуваат без никакви симптоми. Заразени има од сите возрасти, а компликациите се најчести кај постарите лица и хронично болните, кои имаат потреба и од хоспитализација. Гостиварската болница располага со 83 легла за пациенти заболени со ковид, на инфективното, дел од интерното и невролошкото одделение, кои се пренаменети во ковид центри. Од почетокот на пандемијата во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше, коронавирус бил потврден кај вкупно 2599 граѓани. Скијачките центри, меѓу кои Попова шапка, може да работат под посебни протоколи, рече на денешната редовна пресконференција владиниот портпарол Дучко Арсовски. Како што кажа тој, одлуката е донесена на синоќешната владина седница по предлог на Комисијата за заштита од заразни болести. Владата го прифати мислењето на Комисијата за заразни болести дека скијачките центри може да работат согласно соодветен протокол со пропишани превентивни мерки во услови на пандемија од COVID-19, имајќи предвид дека скијачките центри не располагаат со затворени гондоли на жичарите. Владата ги прифати и препораките на Комисијата во однос на протоколот за безбедносни мерки COVID-19 за ски центрите во Република Северна Македонија, за измени во однос на обезбедување редарска служба пред билетарите и скилифтовите, задолжително обезбедување на физичко растојание од 1,5 до 2 метри и пред билетарите како пред жичарите и скилифтовите, ограничување на работа на угостителските објекти на терените само на отворен простор и со шалтерска продажба со прибор за еднократна употреба. Кражба на електричен тротинет од земени пари од банкомат во Гостивар. Слушнете ги деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 114 лица, 75 од Тетово и 39 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 57 лица од Тетово и 60 од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 1007 лица од Тетово и 800
исклучени 40 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 12 часот и 20 минути на улица Линденска во Гостивар, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 31-годишник од Гостиварска Долна Бањица, кој претходно извршил кражба на електричен тротинет. По целосното документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок, додека тротинетот му е одземен и вратен на собственикот. Вчера околу 11 часот и 55 минути во Гостивар, полициски службеници привеле 18-годишникот Скопско Арачиново, кој не почитувал наредба за негово легитимирање. Случајот е расчистен и на него изготвен му е соодветен поднесок. Вчера околу 3 часот и 45 минути во СВР Тетово било пријавено дека непознати сторители со употреба на сила одзеле пари од банкомат на улица Линденска во Гостивар. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 23 часот и 30 минути 40-годишникот Тетово во СВР Тетово пријавила дека од дома се оддалечила нејзината малолетна ќерка. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. 1036 сообраќајни прекршоци се регистрирани во изминатиот месец на подрачјето на СВР Тетово. За непрописно паркирање санкционирани биле 192 возачи. Во текот на ноември годинава, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово на поширокото тетовско подрачје вкупно откриле и законски санкционирале 1036 сообраќајни прекршоци. Поради констатирани пропусти, односно прекршоци, согласно Законот за возила и Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, од сообраќај биле исклучени 108 возила, од кои 95 поради истечена регистрација до и над 30 дена, 8 технички неисправни и 5 поради претовар. Минатиот месец исто така од сообраќај биле исклучени 209 возачи, најмногу поради непоседување на возачки дозволи 136, 52 возачи почетници кои не се придржувале на законски предвидените ограничувања, 11 кои управувале под дејство на алкохол, 7 со важечка забрана и 3 со несоодветна категорија. Откриените сообраќајни прекршоци во ноември биле заокружени со 272 мандатни и 418 прекршочни платни налози, додека времено биле одземени 47 возачки дозволи и 49 сообраќајни дозволи. Поради непрописно, односно погрешно паркирање, вкупно биле санкционирани 192 возачи. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма. Пријатно!